Добар ден, почитувани гледачи. Денеска со нас е министерката за животна средина и просторно планирање господја Каја Шукова. Министерке, чест ми е што разговарам денеска со вас. Моето прво прашање е доста актуелно, значи скоро беше билатералниот скрининг во Европската Унија на тема животна средина, па првото прашање би ми било, кога би ги почнале преговорите со ЕУ, која област од оние области со кои што управува, значи Министерството вода, почва, воздух, отпад, би бил најтежок да се исполни? Каде сме најбоси? Што ќе биде најтешко да се исчисти? Во која област би било најкомплицирано да се исполнат стандардите што ЕУ ги бара од нас за да станеме еден ден земја членка? Значи, ние за секој закон имаме табели во однос на кои што следиме прво колку е транспонирана директивата во законите. Во животна средина, во најголемиот дел од законите сме доста напред, особено во однос на регионите и другите земји кои што се аспирантки да бидат земји членки на Европската Унија. Значи, транспонирањето не ни е слаба страна, ни е добра страна. Она што ни недостасува и послаба страна ни е имплементацијата. За имплементацијата исто така си имаме планови за спроведување на директивите. Значи, точно знаеме, да речеме, пластично да објасниме. Знаеме за кои агломерации, односно за кои општини ќе ни требаат пречистителни станици, како што предвидуваат директивите. За голем дел од нив веќе имаме, за голем дел веќе се предвидени, ќе се градат. Најголем дел од пречистителните станици се градат со пари од Европска Унија. И пречистителната станица во Скопје, која што, знаете, државата зема голем заем и доби грант пари од ЕУ за да се изгради, таа е околу 200 милиони. Значи, големи капитални инвестиции се. За отпадот исто така. Значи, имате директива, имате закони и имате имплементациони планови согласно кои следите како директивата која што ви е преточена во законот треба да се спроведе. И тоа Министерството го има и редовно го работиме и го ажурираме. Сега спроведувањето е услов, нели, за позитивна оценка. Сакам да ве прашам, доколку, например, Вардар не го исчистиме, регионалните депонии не ги изградиме и ред други проблеми не решиме, дали нас ке не примат во ЕУ, например, ако Вардар се уште е ваков каков што е? Значи, мораме да го исчистиме Вардар, мораме да си ги средиме депониите, тоа значи да воспоставиме современи депонии по стандарди, а не овие депонии општински кои што ги имаме сега. Ќе мораме овие депонии да ги затвориме, ќе мораме сите диви депонии да ги исчистиме. Обврска има државата со општините, локална надлежност е, меѓутоа бидејќи општините имаат послаби капацитети, превзема државата. Ама обврската е на сите нас, и на државата, и на локалната самоуправа, ама и на секој граѓанин. Мораме да кажеме дека секој од нас се уште несовесно се однесува тоа сега ќе ве прашам. Да. Вие кога стапивте на функцијата, рековте приоритет ќе ви биде отпадот, покрај сите, нели, други сектори. И ова со депониите не ја најавувате, исток, североисток, веќе до година дека треба да почнале во изградбата. Сега, тоа да ми кажете, колку проценувате дека би траел тој процес на изградба на таа и што е со сите други актуелни околу 50-тина, што ги имаме, некои се опасни, на некои е мешани комунален и индустријски, како Кумановската, например, не знам и други дали има такви. Значи, огромни пари ќе требаат и општините да најдат за да ги исчистат. Што ако некои општини едноставно не може да ги исчистат? Еве се изгради регионалната за исток, североисток, ама Кумановската не се исчисти. Онаа краста или онаа другата. Ме разбирате, значи, тие натаму ќе се палат, ќе влијаат. Значи вака, во исток и североисток дел од депониите општински се затвараат, дел ќе се допрва ќе се затвараат, значи подолг процес е малку, треба време. Во другите депонии во моментов немаме, за другите региони се извинам, во моментов немаме план за затварање, тоа ќе го правиме паралелно. Знаете што е проблем во државата? Проблем е што 20 години има закон за управување со отпад, во меѓувреме донесовме и апдейтиран, нов, не се воспостави основната инфраструктура за управување со отпад. Тоа го правиме сега. Процесите се малку долги. Јас знам граѓаните секогаш викаат, ама го најавувате тоа веќе неколку години. Не е едноставно да вклопите 20 на општини од два региона во еден систем. Бидејќи формираме регионално предпријатие, треба сите да ги прифатат условите за работење на предпријатието, треба сите да вложат во тоа предпријатие и треба сите да се сложат и да го управуваат. И сите општински совети да донесат одлуки. Да донесат одлуки. Тежок е процесот, многу е тежок.
најверојатно нивото на свеста малку во однос на управувањето со отпадот уште ни е, треба уште да ја развиваме, бидејќи не се овие системи едноставни за управување. Меѓутоа, кога еднаш ќе се воспостават, тогаш ќе оди многу Така, но поедноставно. прашањето ми беше дали како централа вие, како министерство, ќе им помагате на некој начин Ние секако помагаме, за да. финансиски или да земат кредит, бидејќи огромни депонии им се во наследство секако оставени, тие помагаме. не им се од вчера, Да. нели факти, дека со децении се таму. Да, Исток и Североисток имаат комплетно финансиско портфолио. Тоа значи набавка на опрема, која што веќе реализиравме, изградба на претоварни станици со централна депонија, која што за месец или два најдосна ќе се објави како тендер, меѓународен тендер е, да избереме изведувачи да почнеме со работа во 24 година, затворање на сите општински депонии. Знаете како ние се Како ќе се затворат? Ги затвораме. Методологијата која е? Ѓубрето се што ќе му затвораат, значи по стандарди затрпа? се затвораат. По стандарди се затвораат. Ние веќе го правиме тоа. Пренасочуваме дел од општините, во моментот депонираат отпад во друга општина, за да нивите ги затвараме. Значи имаме едно движење сега во исток и североисток, таму дел од депониите се затвараат, дел се активни, додека не биде изградена централната депонија, сите ќе бидат затворени за да може целиот отпад да се носи на централната депонија. Со тоа што паралелно на овој процес правиме напори да ги намалиме количините на отпад што финално ќе ги депонираме. Оваа недела на влада треба да помине промена на програма имаме за отпад, со која што ќе набавиме на ниво на држава за сите општини канти и контейнери за предселекција на отпадот. Што значи да ги намалиме количините што финално ги депонираме, да научиме дека пластиката, алуминиумот, хартијата, стаклото се реупотребуваат. Тоа е суровина. Да не гледаме веќе на овие компоненти како на отпад, туку да гледаме Има и како една суровина. мерка што ќе биде непопуларна, ама ќе мора да се спроведе да се Новата мери методологија. по тежина со новата зададениот отпад, а методологија- не по квадратура, така е. Новата методологија, така како што го прави цела Европа, ако сакаме да бидеме дел од Европа, мораме да бидеме и во тој дел. Значи нова методологија каде што ќе плаќаме согласно произведено количество на отпад. И би мереле собирачите, комуналните предпријатија што ќе го ќе бидат различни канти, ќе имаат домакинствата и стамбените единици секако. Значи ќе се знае колку ќе произведете, толку ќе платите. И затоа ќе ги натераме граѓаните со оваа предселекција да ја намалат количината на отпад, така ќе се стимулираат за да помалку отпад финално го постават во кантата за оној отпад кој што нема да може да се преработува. Добро, а дали се размислува актуелните постоечки депонии, ги викаме депонии тие се нели сметишта, како некаков ресурс да се искористат? Или просто само ќе бидат затрупани и неискористив, така? Отпадот, тешко дека ќе можете да вршите селекција на веќе нешто што е депонирано, во голем дел од депониите покриено со земја. И Така да тие ќе треба да се стабилизираат, да се затворат, да видиме дали има исцедоци. Значи тоа си има техники, да, исто така и да се прифатат гасовите од депониите. Бидејќи тие се палат, тие фактички многу неубава слика остава за нас како држава, еве Буково, Гореше, Охрид, Тетово, Да ви кажам, Струга. најголеми од депониите намерно се палат. Добро. Значи тоа не е во ред. Значи не е во ред. Има дел од нив кои исто има и само запалување заради гасовите. Точно, нели? Меѓутоа не е секогаш прашање само запалување. За да извлечат суровини некакви евентуално. Треба да ја заборавиме. Да, таа пракса треба да ја заборавиме. Треба да ја заборавиме праксата и дека на секоја површина која што е слободна, можеме да дојдеме од количката која што ја носиме позади колата, нели, која што ја влечеме, градежниот суд да го истуриме каде ќе најдеме. Значи тие пракси мораме да ги заборавиме како граѓани. Значи треба да се консултира во секоја општина јавното комунално предпријатие, ќе ви даде насоки. Скопската комунално предпријатие е добро организирано, има локации каде што доаѓаат, превзимаат. Јас знам дека не сме научени да плаќаме за овие услуги. Или сме научени да плаќаме многу малку. Мораме да се научиме дека нема да се зголемат премногу, меѓутоа секако ќе се зголемат услугите. Не ми кажавте кој би бил рокот за изградба на една, еве оваа исток, северо-исток? Па, јас мислам дека во рок од 2 години претоварните станици Би го имале со комплетно? првата келија на централната депонија, мислам дека ќе почне да функционира. И за овој систем колку е цената проектирана сега за сега? Сега купно? точно за тендеров не можам да ви кажам, Прилика, меѓународен, меѓутоа целиот пакет
опрема, претоварна станица, централна депонија и затварање на депониите чини нешто над 40 милиони евра. Само за исток и североисток. Доаѓаме па до она прашање од претходно, значи за сите стандарди да ги исполниме, пречистителни станици, спасено Преспанско езеро, заштитени води, од 1,5 до 2 милиарди евра. Од прилика е проценката. За сега воспоставиме тоа дури може треба. би и малку и оптимистички. Па оваа проценка имаме така. од предизвестно од пред неколку години, меѓутоа во меѓувреме испроведовме дел од работите, значи веќе ги оние што се веќе обезбедени не ги калкулираме, значи зборуваме за она што не е обезбедено. Може би не стигнуваме ни до 2 милиарди, меѓутоа се значителни пари. Реално, ако е буџетот на државата 4, 6, 8 и овие две, како се растегнат во неколку години, па и не се многу пари, мислам дека Па да ви кажам вака, ние може да се значителни средства изменаџира. во моментов добиваме од Европска унија. Ако ги отвориме преговорите, ќе се зголемат значително средствата кои што доаѓаат, да не кажам 10-кратно. Значи тие се придобивките, ако го отвориме патот кон Европската унија, ги отвориме преговорите, ќе се зголемат средствата, особено во животна средина, бидејќи нас не е приоритет, како Би не влада не е кредитирале или приоритет грантови? животната средина, а приоритет е на Европската унија. како кредити или како грантови? Како грантови со тоа што државата кофинансира мал дел, 10 до 15%, меѓутоа најголемиот дел доаѓаат како грантови. И сега последната тема ми е аерозагадувањето, децениски проблем кој што навистина сега во последниве зимата, да. години се намалува, е малку понамалено, меѓутоа пак е енормно, според европски стандарди е големо, нели? Сега, кој е вашиот став? Се знае дека главен проблем се домаќинствата, грејењето на нафта, јаглен и што ти не. Меѓутоа, градовите се во котлини. Местоположбата е нели таква каква што е, зимските услови се тие. Како вие гледате на решение на проблемот? Значи, зборувам за делот на домаќинствата. Односно, нели, јавно грејење, предпоставувам гасификација, топлани. Кој е тој систем што нас ќе не спаси од зимско загадување од грејење? Ке не спаси замената на нееколошките системи за грејење. Замената сега на еколошките системи за грејење. Знам дека тука има и социјален. Да, ма на кој начин така? Има социјален аспект. Не можете на секој домаќинство, на секој граѓанин да му кажете дека имате нееколошки систем, заменете го, бидејќи едноставно и не може секој. Има повеќе модели. Добро. Има повеќе модели. Значи, прво, државата помага во делот на јавните објекти. Тука исто така доста интервенира и општините. Се уште продолжуваме, значи мапирани ни се сите јавни објекти. Со се со котли, со мапирани така. ни се. Да, на ниво на држава, министерството го направи тоа, мапирани ни се и кога имаме донација, еве сега имаме донација од Европска унија во 4 градови. Скопје, Куманово, Битола и Тетово. Тие се меѓу позагадените градови. Така. 10 милиони евра добивме грант средства од Европска унија. За замена на нееколошки системи, значи дел од средствата ќе се заменат нееколошки системи во овие 4 града. Во Скопје ќе се набават уште 6 еколошки автобуси, овие како што беа претходно набавените, и ќе има зазеленување на површини. Она што сакам да го кажам е дека автоматскиот мониторинг систем во државата фали уште една станица, мерна. Уште една автоматска мониторинг станица во Штип и таа ја предвидовме во буџетот за 2024 година, ќе го затвориме. По обарањето на директивите ќе го затвориме. Значи ние контрола веќе имаме на она што се загадувачки материи во воздухот, значи знаеме, ќе знаеме состојбата на ниво на држава. Ајде да кажеме кои се добрите модели како треба да работиме за да го намалиме загадувањето. Не можеме да го искорениме, јас секогаш кажував, ние сме ги гледале праксите на големите, па и на градовите во големина на Скопје на ниво на Европа, се процеси кои што траат долго, бидејќи не можете во една година да ги смените сите системи за затоплување. Прво, кога урбано планираме, кога просторно планираме, треба да воспоставиме една друга пракса. Имаме системи на затоплување во градот. Знаеме каде ни се движат мрежите топловодите. Да, мрежите за парно грејење. Кога се издават одобренија за градба, треба да се внимава. Значи, ако градите објект, тој објект, ако е во близина на мрежа, топловодна мрежа, зошто да не биде приклучен на парно грејење? Зошто да троши, да речеме... Тоа е исто како некој кога не би се приклучил на фекална канализација, мора по закон како нема да се приклучи на значи, фекална? Тоа е во делот на планирањето. Мислам дека тука малку ни недостасува. Утре и гасификацијата
Така, ние големите објекти ги поврзавме на газ, меѓутоа има многу држави каде што и домаќинствата се поврзани Точно, на газ. тоа ќе ве прашав, значи едно е центар, Карпош, каде што се згради, меѓутоа И имаме каде што имате населби, претежно каде што парно има грејење, куќи. да, каде што имате парно. А во куќите знаеме дека генерално се на дрва, на ќумбиња, И, во таа смисла. и тука имате, знаете, Имаше контрола... нели идеи со подстаници парното да отиде и до периферијата, парно грејење или гасот. Значи, ако е исплатливо за оние кои што го управуваат парното грејење, нели, тоа може секако да се направи, мислам. Треба да одиме на системите кои што не предизвикуваат дополнително загадување на воздухот. Меѓу другото, и дрвото има разлика дали го горите суво или го горите влажно, мокро. Значи, повеќе партнери се во целиот овој процес, оној што ги купува дрвата, оној што ги продава дрвата, оној што контролира. Значи, мораме сите заедно да направиме напор, затоа што знаете како многу често прстот се посочува кон државата. Ние не може, значи државата може да помогне со програми, со обезбедување на донаторски средства. Меѓутоа реалната имплементација е на локално ниво. Реалната имплементација е во секој дом на секој граѓанин, така? Значи мораме сите заедно, не може За се ова ние што зборуваме, факт е дека се зависи од човек, од капацитети кадровски. Тоа ми е и последното прашање, како стоиме на таа тема и на централно ниво и на локално ниво за сите овие комплицирани работи од заштита на животна средина да ги... На централно ниво постои само Министерството за животна средина и просторно планирање како орган и Државниот инспекторат за животна средина кој што врши контрола, односно врши надзор. Ние немаме подрачни единици, немаме агенции, за жал, иако со години се зборува, еви со последната реорганизација планирана, се зборува за формирање на агенција за животна средина, која што ќе се грижи за реалната имплементација, а Министерството да ги креира само политиките. Најголемиот дел од надлежностите во животна средина се на локално ниво, имплементацијата нивна, и во делот на води, и во делот на отпад. Во делот на природа има повеќе ингеренции Министерството, во делот на заштитените подрачја, во споставување, од кој ќе ги воспоставите, повторно Министерството не може да ги управува некој друг, што значи дека капацитетите ни се недоволни. Немаат пола општини, не знам бројка точна, ама немаат инспектори локални за не животна средина. Мора да имаат и оделенија кои што ќе работат Оделенија, на планирање. сектори, така и планови за управување со воздух, нели треба секој да има кај им се планови. Еве ние им помогнавме, ние им помогнавме во последниве неколку години како Министерство финансираме и катастри и планови. Сега воведуваме информативен систем, ќе им направиме обука на општините да ги внесуваат податоците и автоматски ќе ги добиваме сите податоци. Секој ќе има пристап кон внесот на податоци, зборувам за општините, и потоа врз основа на тоа ќе можеме да планираме. Значи државата во однос на тоа што може да помогне, ги помага општините. Меѓутоа реалната имплементација мора да дојде од доле. И ова ми се наметна, само спомнавте Агенција за животна средина, што станува и со фонд за животна средина, кој што имаме пензиски за здравство, фонд за животна средина, кој што евентуално исто би можел да придонесе за ова што го зборуваме. Фонд за животна средина нема долги години, значи имаше фонд, потоа беше затворен, да. Меѓутоа ние во рамките на Министерството имаме програма која што ги прибира истите средства како што ги прибираше Фондот за животна средина, не сите надоместоци, дел од нив, и ние тие средства ги пласираме према општините. Секоја година финансираме водоводи и канализации, секоја година го финансираме научниот, невладениот сектор, значи цивилниот сектор. Значи ние средствата ги она што го прибираме како соберете, ние го враќаме на. Така. Значи не стоат во Министерството. Еви од средствата кои што ги собираме од пластичните кеси кои што веќе не се продаваат нели во. Да, ма нека некои пари одат во директен буџет, па треба финансии да ви ги префрли, треба да си оди во... Голем дел од средствата се уште одат во централниот буџет. Да. Меѓутоа и значителни средства се собира во Министерството преку две програми ги пласираме назад кон општините и кон граѓаните. Министерке, ви благодарам многу на истрпните одговори на прашањата, ви посакувам многу успех во исполнувањето на сите овие тешки, комплицирани задачи од животната средина. Јас се надевам со нешто поконкретно, не спомнавме, имаме уште еден сериозен заем, два, точно се извинувам, едниот е за отпад, а другиот е за води. Значи 5 региона ќе бидат опфатени со заемот од Европска банка за обнова и развој. Таму имаме 55 милиони евра и 9 милиони швајцарски франци грант, а имаме уште еден заем од Европска инвестициона банка, тоа е 50 милиони евра, сега ќе ги помогнеме директно општините за водовод и канализација. Значи државата директно влегува со
Дали се донаторски средства, дали се заеми кои што ќе ги враќа државата, нема да ги враќаат општините, за да се помогне. Тоа што не треба проекти да имаат со кои што би проекти мора да имаат општините, знаат уште од поодамна, ги спремавме, ги спремавме и веќе голем дел од проектите се пристигнати во министерството. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.